Добар ден и доброволете во новата епизода на Мистерозните папки. Денес ја фрлиме поглед на Deflategate, големиот скандал што го потресе НФЛ, во кој беше вклучен можеби најдобриот играч на сите времења Том Брейди. Приказната започнува на 18 јануари 2015 година по убедливата победа на New England Patriots со 45-7 против Индианаполис Колтс, во која се тврди дека квотербекот на New England Patriots, Том Брейди, наредил намерно издишување на фудбалските топки што беа користени во победата. Во неколку недели пред Супербоул, во кој Patriots ја одобија со резултат 28-24 против Seattle Seahawks, избуна медиумско лудило, кога Колтс го нарекоа Брейди и патриотите измамници, поради намалувањето на воздушниот притисок во топките, превеќе ги полесни за фаќање, носење и фрлање. Официјалните правила на Националната фудбалска лига бараат топките да бидат напумпани на притисок помеѓу 12,5 и 13,5 грама по квадратен инч, кога ќе се врши проверката од официјалните лица. Меѓутоа, правилата не ја специфицираат температурата на која треба да се направи таквото мерење. Како што е наведено во законот, притисокот температура постои позитивна корелација помеѓу температурата и притисокот на воздухот со фиксен волумен и маса. Така, ако фудбалската топка се надува до минимален притисок од 12,5 бари на сомна температура, притисокот ќе падне под минимумот, додека гасовите внатре се вадат до пониска амбиентална температура на полето за играње. Како и да е, факт е дека отстранувањето на воздухот од фудбалот го олеснува фаќањето, носењето и фрлањето во текот на играта. НФЛ веднаш започна истрага за издишувањето на топките во плејофот за сезоната 2014-2015 година. Извештајот од истрагата беше објавен во мај 2015 година. На 22 јануари главниот тренер на New England Patriots Бил Беличик посочи дека не знаел ништо за недоволно надоените топки до денот на настанот и дека New England Patriots, цитирам, целосно ќе соработуваат со каква било истрага. Бекот на Patriots, Том Брейди, првично ги нарече обвинувањето како пресмешни. Брейди исто така одржа пресконференција на 22 јануари, каде што негираше каква била вмешаност и изјави дека Националната фудбалска лига не го контактирала во врска со нивната истрага. Тој продолжи и рече дека, цитирам, се справувам со оваа незгодна ситуација пред Супербоулот. На 27 јануари анонимен извор од лигата изјави дека истрагата била фокусирана на придружник во собликувањето на Patriots, кој бил виден на видео надзор како ги зема 24 фудбалски топки и ги носи во собликувањата каде се задржува 90 секунди. Истрагата исто така откри дека судиите за време на надпреварот забележале дека недостасува една топка, а двајца различни функционери му предале заменски топки на менаџер на опрема на Patriots. Еден од тие функционери наводно бил отпуштен од НФЛ поради продажба на топките за лична добивка, иако НФЛ го негираше тоа тврдење. Патриотите дури доставија и пријателски бриф во име на Брейди, кој поднесе федерална тужба против лигата за да ја поништи неговата суспензија. Според истрагата на НФЛ, Грисон, Саливан и другите членови од персоналот за опрема на Колтс се повика на надпреварот против Патриотс во Индианаполис. Тие за истиот надпревар рекоа дека нивниот бек Майк Адамс им кажал, цитирам, ми се чини дека фудбалските топки се обложени со леплива материја и изгледаат сунѓерест или меки кога ги стиснав. На 23 јануари НФЛ го ангажираше адвокатот од Манхетен Тед Велс за да цитирам дојде до дното на овој случај. Во сообщенијата за печатот, по одлуката на лигата да го ангажира Велс, НФЛ тврди дека истрагата, цитирам, ќе биде темелна и објективна и дека ќе се спроведува експедитивно. Многу луѓе, особено во медиумите во Нью Ингланд, се прашува како Велс може да действува непристрасно со оглед на неговата историја со НФЛ. Некои критичари сака да биде назначен истражувач без врски со НФЛ за да го истражи наводниот скандал. По 4 месеци чекање, НФЛ објави истражен извештај од 243 страници во кој се тврди дека, цитирам, можно е веројатно дека персоналот за опрема на Патриотите намерно ги заобиколил правилата. Беше вмешан и Брейди, бидејќи се сметаше дека е веројатно дека тој, цитирам, во главно бил свесен за издишувањето на топките. Во извештајот понатаму се наведува дека тренерот Беличик и другите членови на стручниот штаб не биле вклучени во ситуацијата. Извештајот се фокусираше на комуникациите и постапките на придружникот во собликувањата Джим Макнели и помошникот за опрема Џон Јастремски. Извештајот заклучува дека е, цитирам, можно е веројатно дека двајцата намерно испуштале воздух од топките на Патриотите, откако биле тестирани од официјалните лица во играта. Во неколку пораки помеѓу Јастремски и Макнели, двајцата споменуваа и се шегуваа за издишување, а се наведуваа некакви подароци од Брейди за Макнели. Брейди беше постојана референтна точка во овие дискусии. Макнели се нарекуваше себе си, цитирам, издишувачот во СМС пораката до Јастремски уште во мај 2014 година. На 11 мај 2015 година НФЛ објави дека Том
Том Бреди бил суспендиран без парична казна за 4 надпревари во престојната сезона поради неговата вмешаност врз основа на, цитирам, суштински и веродостојни докази кои кажуваат дека Бреди знаел или им наредил на вработените на Петриотс да издишат фудбалски топки, дека не успеал да соработува со истражувачите. Патриотите ги суспендираа Џим Макнели и Џони Естремски на неодредено време на 6 мај, а НФЛ посочи дека двајцата не можат да бидат повторно ангажирани без одобрение на лигата. Откако го загуби барањето за апелација, Бреди објави дека ќе прифати суспензијата и ги пропушти првите 4 надпревари во новата сезона. Бреди подоцна беше вратен како стартен бек на Петриотс на 9 октомври 2016 година против Кливленд Браунс, завршувајќи ги настаните на Дефлейтгейт. Контроверзноста остана тема на дискусија во текот на сезоната, која заврши со победа на Петриотс во Суперболот, а Бреди беше прогласен за најкорисен играч MVP на надпреварот. Во следната сезона НФЛ ја смени процедурата за следење на фудбалскиот притисок. Значи така, како што разбравме, последиците од овој скандал беа тоа што Том Бреди доби 4 суспензија 4 утакмици, тие двајцата членови на стручниот штаб кои што наводно ја издишале топката биле отпуштени од Нью Ингланд Петриотс. И сега ја имам една тука голема забелешка, а таа е зошто Том Бреди би помислил на издишување на топките или зашто тој би им кажал на тие двајцата да издишат топките, ако тоа не му е потребно, затоа што таа како што се знае веќе на големо, таа утакмица била многу лесна за Нью Ингланд Петриотс, играле со Индианаполис Колтс кои што биле еден од најслабите тимови во лигата. Што значи дека како и да е тимот на Том Бреди лесно би го добил тој надпревар. Не гледам причина и мотив зашто Том Бреди би сакал да ги издише тие топки. Како и да е, се нашле тие разговори, односно SMS пораки, каде што Том Бреди со тие двајцата луѓе разговараат за издишување на топките, односно како што кажал тој главниот истражител, тоа биле цврсти докази со кои што се докажува дека Бреди им кажал на тие двајца да ги издишат топките. Имаше една теорија која што вели дека тие двајца самостојно ги издишиле топките без да им каже некој или да им каже било кој или Том Бреди, а тоа не гледам зашто би го направиле тоа тие двајца, затоа што не би имале ништо од тоа, туку само би можеле да бидат избркани од работа. Како да беше голем скандал, Дефлейтгейт го потресе тогашниот НФЛ свет. Сите збораа дека Том Бреди е тој читер, односно измамник и краец, он сакал со тие издишани топки полесно да му биде да фрва, како што знаеме тој е квотербек, една од најзначајните позиции во рагби играта, и сега се вели не се вели туку тоа е докажано дека како топката е помека, односно полесна, би му било на него полесно да ја фрва да зема поени. Како и да е, мислам дека овој случај и тоа како е решен, затоа што со тој голем извештај се потврдило дека Бреди е виновен и тие двајца луѓе од стручниот штаб на Нью Ингланд Петриотс, тие двајца биле избркани, Бреди добил 4 односно суспензија 4 утакмици и така се затвори целиот овој случај. И мислам дека тоа е све што можеме да кажеме за оваа епизода од Мистериозните папки. За неколку дена излегуваме со 4-та епизода, односно доаѓаме со 4-та епизода од Мистериозните папки. До тогаш пријатно и се најдобро.